На 8 јануари 1991 година конституирано е првото повеќепартиско собрание на Социјалистичка република Македонија, составено од пратеници од 9 политички партии и 3 независни кандидати. За председател на собранието е избран Стојан Андов. Пратениците го избра Киро Глигоров за прв председател на Социјалистичка република Македонија и првата експертска влада на чело со Никола Кјусев. Тоа беа бурни, исклучително неизвестни времења, со војна на просторите на некогашна Југославија. Веќе на 25 јануари 1991 година, собранието ја донесе декларацијата за сувереност, во која беа јасно дефинирани и најавени промените во општествено-економскиот и политичкиот систем. Првиот парламент покажа демократски капацитет и висока култура во носењето одлуки низ политички компромис во однос на клучните прашања за државата. Овој парламентарен состав усвојува одлука за распишување референдум за изјаснување на граѓаните за суверена и самостојна држава, кој се одржа на 8 септември 1991 година. На референдумот позитивно се изјаснува 95,09% од излезените граѓани, кои на демократски начин испиша нова страница во македонската многовековна историја за заокружување на самостојноста како држава. Дозволете вечерва да ви честитам на вас сите и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Слободна, суверена и самостојна Македонија! Потензична, но конструктивна дебата со големо мнозинство на 17 ноември 1991 година собранието го прогласува Уставот на Република Македонија како највисок државно-правен акт, со што се заокружува долгиот историски процес на конституирање на суверена, самостојна, демократска и социјална држава. Првото повеќепартиско собрание своите активности ги насочува кон донесување на неопходните државотворни акти и документи, кои јасно ја изразуваат вековната желба за изградба на самостојна и независна држава. Донесени се законите за химната и знамето, за одбрана, усвоена декларација за меѓународно признавање на Република Македонија како суверена и независна држава. Собранието го носи законот за паричната единица, со што се прогласува монетарна независност и се поведува национална валута денар. Собствена парична единица што ќе го носи името денар. Имаме задоволство да видите како се тие парични единици печатат. Пратениците беа неуморни, седниците маратонски. Се дебатираше до доцна во ноќта или до раните утрински часови со жар и желба за носење на подобри законски решенија. Преносите од собраниската сала беа будно следени од граѓаните, темелно анализирани од експертската јавност. Сите беа свесни за историската важност на овој период. Со истрајноста и храброста, со јасно изразен сопствен став, пратениците од првиот парламентарен состав ја исцртаа и заокружија вековната идеја и стремежи за независна, суверена и демократска држава.